Пациентите кои со години се борат со канцер повторно се жалат дека државата ги остави на цедило, без соодветна терапија. Сликата пред клиниката за онкологија и радиологија секојдневно е хаотична. Редици пациенти се борат да стигнат до хемотерапија која за нив значи живот. Еден од нив е Зоран Ристовски од Скопје кој боледува од леукемија. Со болеста се бори од 1994 година. За сега да моли за терапија која на клиниката ја нема повеќе од месец и половина. И пред тоа имаше некои испади малце така, ама се излеков со лекови, како видеа понапред лековите све подобри, поквалитетни и све добро беше окей. И сега моментално околу месец и пол дена немам лекови никакви не пијам. Па во теке вика имаше тендер распишано преку клиника, рекол дека е пуштен и со Министерот за здравство бевне во контакт со Пепо Леви, му кажа дека за 2-3 недели ќе ги набават, коите ќе биде све окей, теки сега па ќе видиме. Министерот за здравство признава дека проблем со недостаток на терапија има, ама вината не ја гледа во себе. Туку во високата цена на лековите што предвидениот буџет за нив не може да ја покрие. Очигледно не се набавува потребната доза, бидејќи според Цали лековите се трошеле пред време. Поради тоа што се работи за скапи лекови, буџет и количина се планираат годишно, на годишно ниво, базирајќи се на претходните 2 или 3 години. Имаме период кога се јавуваат нови пациенти, ги внесуваме во третманот, меѓутоа количините се трошат предвремено. Директорката на клиниката за хематологија тврди дека за лекот кој му е потребен на Ристовски има посебен буџет со обезбедена терапија од 2018, но компанијата Новартис, што го произведува тој лек, не може да испорача доволни количини за Македонија. Причината сепак не ја откри. Иако е тендерот завршен, компанијата Новартис која што го произведува лекот не може да обезбеди количина на лек за нашата земја до крајот на октомври. И заради тоа е застојот. Значи застојот не е ниту во јавната набавка, ниту во здравствените власти. Дека проблем со недостаток на хемотерапија има, речиси на сите клиники сведочат и пациенти за Алфа. Во страв дека нема да ја добијат терапијата, пред камера не сакаат да зборуваат, но тврдат дека на клиниката за онкологија терапија нема. Се работи за живот, зависам од подпис, односно тендер кој се уште не е распишан. Секој втор месец нема терапија, а кај нас нема никаде на приватно да се купи. Пред месец и пол ми ја одложија терапијата за една недела. Секоја втора терапија нема херцептин. Од јуни наваму се повторува цело време истата ситуација. Од клиниката за онкологија за Алфа велат дека до 20 октомври терапијата треба да стигне. Тврдат дека проблемот не бил тендерот, туку транспортот. Камион полн со терапија заглавил во Литванија, па затоа доцнела доставата. Од здравство тврдат дека се прават сите напори за обезбедување на неопходната терапија.